Црн петок или само мачкање очи? Попустите кај нас, иако секоја година се најавуваат, не се ни малку слични како оние од Америка, каде граѓаните буквално се тепаат да купат поевтино. Кај нас на продавниците само пишува се на половина цена, намалување од 20 до 70%, ама за жал од тоа нема ништо, реагираат потрошувачите. Мислам дека е фарса. Да, мислам дека е фарса, дека цените пред попусти ги покачуваат и после ги намалуваат. Значи се е маркетинг. Се е маркетинг, да. Ја мислам дека е маркетинг. Има попусти само на некои производи што им стоеле долго, што се... За да се исчистат периода. Да. Инаку гледам и по гужвата слаба. Луѓето само гледаат, ништо не купуваат. Black Friday класично е хаотичен ден, но не и во Македонија, каде наместо да фрчат попусти на сите страни, маркетингот е пуштен на најако. Кај нас светскиот тренд на големи попусти по повод Black Friday никако не може да се спореди со светот, зашто намалувањето не е реално. Никако попуст нема. 100 денари до телевизор еден земав, 100 денари попуст. А се рекламираат 70%. Јас мислам дека е само маркетинг, пошто влегов и цените од вчера секој ден доаѓам и цените од вчера и од денеска ми се исти. Значи нема ништо. Па мислам дека не. За разлика од лани, но и годината пред неа, годинава нема раздвижување во трговските центри. Онаму каде има, граѓаните излегуваа со рацете в джеп наместо со полни торби. Попусти од 30, 50 па до 70%. Вакви налепници има залепено буквално на сите дуќани во поголемите трговски центри. За разлика од светот, каде буквално граѓаните се тепаат да купат производ на попуст, за жал сликата кај нас не е така. Граѓаните реагираат и дека не само годинава, туку и лани попустите биле лажни. Ова го потврдуваат и од Организацијата на потрошувачи, од каде што велат дека трговците често прават маркетиншки трикови за Black Friday. Од пазарниот инспекторат не одговорија на прашањето на Алфа колку трговци се казнети за манипулации со попустите. Оттаму вела дека годинава извршиле 16.400 надзори и казниле речиси 2.000 трговци, со вкупна вредност на глобите од на 680.000 евра. За разлика од кај нас, во светот често се случува стампедо токму поради долгите редици пред продавниците пред отворање, а потоа и кога купувачите се фаќаат за производи, тие се многу поевтини за разлика од кој било друг ден во годината.